Припадниците на српската заедница во земјава денеска го одбележуваат празникот Свети Сава. По тој повод, вчера вечер во Занајчискиот дом во Куманово се одржа свечена Светосавска академија во организација на Српски културен центар, председателот на Република Србија и македонската влада. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Максим Димитриевски потенцираше дека Куманово е мултикултурен, мултиетнички град во кој што живеат повеќе од 10 етнички заедници во мир и разбирање. Куманово е град кој што е врежан длабоко во македонската, но и во балканската историја. Ние сме тие кои што треба да ги помниме тие убави моменти од нашите заеднички истории, но исто така и да креираме нови. Токму вечер во ова одбележување на овој голем празник за србите во Македонија Свети Сава е еден од тие убави моменти. Горд сум што сум градоначалник на овој град и во моje лично име, во име на граѓаните на општина Куманово, на сите срби во Македонија сакам да им го честитам овој голем празник, кој што се празнува во секое српско семејство, но и во многу други православни семејства. На Светосавската академија присуствуваа еминентни личности од јавниот и од политичкиот живот, дипломатскиот кор, како и делегација од Република Србија предводена од потпредседателот на владата и министер за одбрана Милош Вучевиќ и делегација од Република Српска предводена од Радован Ковачевиќ. Раско Неманиć, а потом Свети Сава, одрекао се земјалских ужитака и свих благодети koje mu je život vladara, prestolonasljednika, mogao pružiti i je odabrao prosvetiteljski i duhovni put koji mu je bogatio dušu i ne sluteći, a možda i sluteći, koliko će bogatstvo i blagostanje baš taj put doneti pokolenjima našeg naroda. Iako najviše slavljen kroz crkvu i škole koje ga slave kao svog sveca, Sveti Sava živi u svakoj srpskoj duši, obličavajući sve što je najbolje i najuzvišenije u srpskom rodu. Zato dan Svetog Save proslavljamo širom Srbije, ali i ostalih zemalja u kojima naš narod s ponosom živi. Svetosavlje kao ideja prosvećenosti, sloge i bratoublja duboko je utkan u sam srž srpskog nacionalnog bića i zato danas svaki Srbin, ma gde se nalazio, s ponosom izgovara ime Svetog Save. Hiljade ili milione stranica istorije je ispisao naš narod do danas. Ali onu prvu i najznačajniju stranicu naše istorije ispisao Sveti Sava prije 800 godina. I ta prva stranica je odredila sve poslije nje. Sveti Sava je prvo ujedinio sve srpske zemlje, zatim izdejstvovao autokefalnost naše crkve, čime je naš narod i u duhovnom i u nacionalnom smislu dobio perspektivu. Plodovi tog rada nisu vidljivi samo u našoj crkvi, oni su vidljivi u svakoj oblasti našeg života. U nauci, u kulturi, u pravu, pa naravno i u politici. I zato je svaki dan u našoj istoriji u sjenci, iako je naša istorija velika, u sjenci tog praznika Svetog Save. Свети Сава бил првиот српски архиепископ, влијателен дипломат, а СПЦ го слави како свој основач. Верниците и свештенството на Српската православна црква денес ја слават славата, која е позната и како школска слава Свети Сава. Просветителот и книжевник Свети Сава е роден како Растко Немањиќ, кој се одрекол од земската власт и се замонашил. Пригодната изведба на Светосавска беседа во интерпретација на српскиот колумнист и публицист Драгослав Бокан, настапот на актерите од Српско народно позориште со делото Мудрите чувари на минатото и настапот на учениците кои што посетуваат настава на српски јазик со изведба на делото На изворот на Свети Сава беа дел од свечената културно-уметничка програма на оваа традиционална манифестација. Taj put vere, on teče istovremeno, paralelno sa istorijom. Sa svim onim događajima koje učimo u školama, o kojima razgovaramo, koji nas brinu, koje uspevamo ponekad, no najčešće ne uspevamo da razumemo. Taj put vere nas podsjeća na hagiopolitiku, na ulogu svetitelja u upravljanju situacijom
i usmeravanju naših sudbina. Podsjeća nas taj put vere i taj anđelski i svetiteljski pogled na to da se svakog dana vodi jedan veliki rat koji nikada ne prestaje, ne počinje našim rođenjem, ne završava se našom smrću. Taj rat, to je rat protiv malodušja, protiv maloverja, to je rat za smisao, rat za istinu, rat protiv pobunjenih demona koji pokušavaju da nam uzmu i telo i dušu. На сцената настапија и врвни музички изведувачи, оперскиот пејач Оливер Његово, придружба на оркестарот Станислав Бинички, уметнички ансамбл на Министерството за одбрана на Република Србија, Српско духовно творештво и Српски вес, културно-уметничко друштво за негување на српската традиција во Македонија со песни и игри од Пчиња. Непосредно пред свечената Светосавска академија, градоначалникот Димитриевски заедно со делегацијата од Република Србија и српската амбасадорка во Македонија Невена Јовановиќ ги посетија просториите на Српски вес, каде што имаа можност да се запознаат со активностите на ова културно-уметничко друштво, кое има особено значена улога за српската заедница во Куманово. Овој наш кут постои 10 година, ми сме овде, овим просторијама, uvek širili što se rekao bratstvo i jedinstvo, mi smo uvek otvoreni, kako kaže jedan i ljudi sa kim sam ja razgovarao i koji pričaju sa mnom, kažu da je Srpski ves potreban u ovom gradu iz dva razloga. Jedan je zato što smo postali prava personifikacija za očuvanje srpskog identiteta, jezika i kulture i kulturno-istorijske baštine sa ovih prostora, a drugo je to da je naše zajedništvo, otvorenost, saradnja sa ostalim gradskim makedonskim narodom i drugim zajednicama koji žive i da naša ljubav i otvorenost prepoznata i su svi uvek dobrodošli u našim prostorijama i u sve ono što radimo. Председателот на културно-уметничкото друштво Српски вес Далибор Китановиќ минатата година беше одликуван со златен медал за посебни заслуги во културата од председателот на Република Србија Александар Вучиќ по повод празникот Видовден.